Додека ги чекаме промените во Фудбалската федерација на Македонија, се чини дека баскетот е побрз од фудбалската топка. Информациите од Кошаркарската федерација на Македонија велат дека Перо Антич е на излезна врата. 44 клуба сакаат промена на челната позиција во КФМ. 2/3 од луѓето сакаат Перо Антич да си оди. Де факто оно што ти го кажуваш е така, бараат заменување на Перо Антик од председателската функција. Можеме ли да оперираме со некои имиња на клубови кои што пак му даваат поддршка на Перо Антич? Има клубови кои сметаат дека Перо Антич и на некој начин коректно ја обава својата функција. Перо Антич е дојден 2019 година, ми се чини. Март или мај. Да, 2019 година, па потоа реизбран како доаѓа тоа. Она што останува како белег, тоа што јас го гледам и името на нашата емисија е таква пета димenzија во спортот, малку е чудно, све некои асови имаме, а се излага посебно тоа нешто се фрла дрва и камена по нив. Добро, ајде продолжуваме, значи денешната тема, вечерашната тема е Перо Антич и неговата промена во Кошаркарска федерација на Македонија. Некако со промена на власта во државата, како по некое непишано правило, доаѓа до промена и на или барање за промена на федерациите спортските. Добро, тоа не е од вчера, тоа е долгогодишна пракса во независноста на држава Македонија. Мене лично не ми изненадува. Па не изненадува нас, веќе сме навикнале, нели, 33 години државност имаме, но некако чудно еве. Не наоѓам забелешка зошто е тоа така, можеби па и некој се мести. Да, можеби па и се мести. Се сеќавам на една побуна на кошаркарските клубови, само што дојде Перо Антич за председател, нели го смени името. Он беше еден прв што смени Кошаркарска федерација во Кошаркарска федерација на Северна Македонија. Не може да го проста тоа. Сепак Перо Антик е големо спортско име и да излезеш на медиуми, на портали, на подкасти, по телевизии да кажеш колку јадници евра си донирал во разноразни да кажам манифестации, хуманитарни цели, акции, па и приватно и така натаму, да не навлегувам и на крај да го платиш твоето приватно патување и софрата во ресторанот Дукат од пари на федерацијата. Зошто го спомнувам Борко? Како министер за спорт сега во некој од не знам каде гостуваше, не е ни важно, кажува дека ќе влезе како се вика таа финансиска полиција или не знам кој е. Има многу органи кои имаат надлежност каде што ќе влезе во КФМ и ќе истражи. Тоа е релевантно. Тоа не е спорно, тоа е најдемократско право, најлегално барање. Нити пак треба да се свати како некоја закана ако таму се регуларно и чисто. Уште повеќе таквите интенции, таквите барања, таквите настапи на министерот за спорт треба само да се поздрават, никако поинаку. Апсолутно. По дефолт, без оглед дали е тоа денес Борко Ристовски, утре е некој друг. Така. И не треба ниту еден председател да се плаши за тоа. Да се вратиме на претходното. Свикувањето на вонредното собрание не е спорно. Останува од она истражување кое продукција Скок го направи, како може да се одвива тоа собрание, бидејќи во статутот на Кошаркарската федерација на Македонија децидно стои дека 2 години по последниот избор или реизбор на председателот Перо Антик, тој не смее да биде тема за отповикување на неговата работа. А од оно што ние пресметавме, дека не можат сега кога би имало вонредно собрание, а не се истечени 2 години од неговиот реизбор, не може да го сменат. Така е, може да бараат, ама немаат право да го сменат. Не знам како да го дефинираме тоа. Ако 2/3 од 57 сакаат да го променат статутот, и јас мислам дека собрание мора да се свика, тоа не е спорно. Се свикува собрание и 2/3 или повеќе, 44 располагаме со некоја бројка, точно или не точно ќе покаже времето. Ако сакаат да го сменат, они можат тој член од статутот да го... Не може да го сменат, они може да побараат негово разрешување. Не зборувам за промена на членот од статутот. Не се разбира. Тоа да, тоа е легитимно. Значи, со правниците со кои разговарав на оваа тема, кои ја познаваат оваа проблематика, апсолутно се децини дека статутот на било која спортска федерација може да се промени под одредени правила, услови, согласање на демократски принципи. Во конкретниот случај, 44 делегати, хипотетички ги кажувам, апсолутно може да го променат статутот на Кошаркарската федерација на Македонија и да го измена тој член каде што децидно стои. Председател, сега дали на истото собрание може да се постави нова точка на дневен ред, разрешување на господинот Перо Антич, тоа не сум сигурен.
Аха. Или треба да се побара ново вонено собрание, зошто и ово го отвараме. И самата знаеш дека промените на статутите мора да поменат низ верификација на државните надлежни органи. Централен регистер, не знам, банки, УЈП, агенција, Министерство за спорт, Да. и ред други. Види, малку од тоа што мене ми боде очи да кажам, многу е невкусно ако не те сакаат да сакаш да останеш. Малку ми е тоа чудно. Тоа е Значи суштината. тоа не е спортски тоа. Спортски е да сакаш ако си прав и чесен, да сакаш да се избориш и да докажеш дека е така. Но не е спортски ако излезат повеќе од 2/3 од луѓето на кои што ти си им председател. Да сакаат да си одиш. И Искажуваат ти на упорно сега задоволство. ќе ловиме дали статутот те штител, дали статутот не те штити. И на крај на крајава, ако е се така како што вели Перо Антич во емисиите кај што гостувал, дека за оној финансискиот дел зборувам за пари, за дека имал, дека давал, дека честел, дека е голем галантен, јас сакам да верувам дека е така, немам Немам причина не ја го да не верувам, познавам, тоа се сериозни не го познавам, емисии. да, не го познавам лично, немам изграден став да кажам Па нешто. која е логиката да взимаш влече пари од Федерацијата за приватно патување тоа во ми е Америка? прашање. Дали во Кошаркарската федерација се случува класично заложништво на вработените или пак се работи за класична хајка врз председателот Перо Антич, во овој момент не можеме да знаеме. Почитувани, по гледањето на вашата емисија како вработен во КФСМ, би сакал да ви се обратам и тоа анонимно, бидејќи од 30 август, постигнување на првото барање, добивме забрана за комуникација со надворешни лица вон КФСМ. Точни се информациите дека во Федерацијата пристигнуваат барања секојдневно, меѓутоа председателот и генералниот секретар со заканени забранија да одговараме на истите, бидејќи наводите во барањата се точни. Со големи букви, точни. Чувствуваме голем притисок и затоа ве молам да објавите што се стига во Федерацијата час поскоро, со цел што побрзо да заврши оваа голгота. Генералниот секретар и председателот ни забранија да комуницираме помеѓу себе на работа, комуникацијата мора да се одвива по мејл и притоа тие да бидат во CC. Значи испратено и до нив. Забрането ни е да излегуваме од канцеларии, не тераат да бришеме вибер комуникации што сме ги имале со нив. Од генералниот секретар и председателот се прават планови како да се оценуваат клубови кои веќе го депонирале својот подпис на иницијативата за промена на Перо Антич и за кандидатурата на Младен Ѓуровски. Како вработен би ве замолил да ги известите соодветните институции како би завршила оваа голгота што поскоро. Тоа е барањето од анонимецот, Содржината на содржината, писмото. така, од кого Дургутов, кои се тие соодветни институции за да се заврши оваа голгота што поскоро? Апсолутно и демократско право е на секој кој работи во било која спортска федерација да се произнесе на ваков начин, секако доколку за сето ово стои реална личност, реален имейл, а не дај Боже ако требало да се докажува има начин, има институции, има средства, државата ги има тие механизми сето ово да го докаже. Овие работи не треба да останат затворени во целофан, не треба да останат во сферата на шпекулацијата, треба да се стават на ачик и да се каже што е вистината. Дали навистина вработените се заложници, дали навистина им е забрането да комуницираат со јавноста и дали навистина се трошени, да кажам, пари за приватни потреби. Најнародски кажано, да не елаборираме сега, да не се тепаме со зборови и со фрази. Тоа е суштината на целата оваа работа. Дали има злоупотреби на службената должност положба? Зошто мислиш дека, значи, ова доаѓа до Перо Антич, сигурно, зошто мислиш дека Перо би оставил вака да се случуваат нештата, ако нема ништо од тоа, ако е само прашина? Зошто би оставил? Не би ли излегол? Значи, бевме сведоци... Јас мислам дека не постои човек кој би се дрзнал да направи вакво нешто, а да нема ништо во позадина. Еве сега мислиш да направи вакво нешто да пише? Да, бидејќи од лично искуство нема да го елаборирам тоа во детали, ваквите работи има начини и механизми, брзо се проверуваат и тука нема шпекулации. Знаете, јас грешив, мислев, не е мое, јас го пратив, не го пратив и така натаму и така натаму. Од тој аспект,
Не верувам дека таму нема ништо. Човек од кошарката, многу години, децении во кошарката, вели, џабе правите емисии, Перо ќе си оди тогаш кога он ќе посака. Таа работа не бидува. Значи, јас ја имам пораката кај мене. Нити е важно кој е човекот, меѓутоа човекот од кошарката и јас искрено ја земам како позитивно, човекот кажува своје мислење. Сакам да прашам, дека не бива, но сакам да прашам, колку е, од каде, што е толку моќта на Перо Антич во Кошаркарска федерација на Македонија, за да се мисли така меѓу луѓето, дека ќе си оди кога он сака? Втор пат ќе кажам, таа работа не бидува. Спортските федерации не се донесени дома од актуелните председатели, имала председатели пред нив, ке има и после нив. Ова се однесува за сите спортски федерации, па и за сите клубови, така и за Кошаркарската федерација на Македонија. Може секој да мисли како што сака, има правила, процедури, регулатива и председателот Перо Антик да ме извини на овој израз, може да летне од фотелјата за 24 часа, а не да си оди кога он ке сака, бидејќи не е негова федерацијата. А може и да остане уште 4 години мандат, ако делегатите го изгласаат, ама не може да остане оти он сака да остане. Значи, има процедура, има правила, има така да не разговараме за овај емейл порака и дури ни човекот не го знам кој е етаблиран во кошарката, ова не држи. Ова не држи. Ова апсолутно не држи. Тука се наметнува, значи нема реков да оперираме со имења, тука се наметнува и некоја моќ на можеби на Перо Антич од страна на политичка моќ, ајде да кажам, од некои луѓе што можеби ајде условно кажано му го чуваат грбот или се пријатели или си имаат нати го дај ми го, а кои што се влијателни во на актуелнава политичка сцена. Добро сега, ако почнеме вака, веќе имаме и уште една емисија ќе следува, ќе видиме зошто МЗТ Скопје стои резервиран, кој стои зад кошаркарското клуб МЗТ, која е таа општествена политичка фигура етаблирана во нашиот секојдневен живот, па ќе видиме какви се конексиите со Министерството и таа фигура, дали има можеби внатрешни превирања за тоа колку Перо Антик работел добро или не добро. Да се оградиме, значи апсолутно да се оградуваме од личните познанства, пријателства, апсолутно не ме интересира. Тоа што нас не интересира е што се случува во Кошаркарската федерација, зошто такви превирања, луѓе бараат помош токму нас, малку ми е чудно, меѓутоа си наоѓам одговор. Зошто ако е овој вистинит мејл, повтор пат ќе кажам, ако овој мејл не е исцениран од нешто друго, ако е мејлов на вистина вработен од федерацијата, зошто токму нас ни се обрати? Можеби има чувство дека нити како што кажавме синоќа, нити имаме заземено страна дека го сакаме Перо Антич да остане, ниту дека Перо Антич сакаме да се оди. Не, само се обидуваме да кажеме не е ова приватна работа. Ки си одам, јас кога ќе сакам. Така не бива. Не, јас зборувам за овој момент друг. Немаме, нити заземаме, нити навиваме за Перо, нити сме против Перо. Сакаме, можеби затоа имаме поддршка, сакаме да останат работите, да ги извадиме на маса колку што може да се извадат на маса. И ни дискусија со аргументи и со одговори на прашањата. Добро, тоа беше се за вечерва на тема кошарка. Утре е нов ден, како велат старите, нова надеж. Нова надеж. Бидете ни поздравени доколку ви се допаѓаат нашите емисии, ова што го продуцираме. Кликнете subscribe, бесплатно е, не вече ни ништо, нас не давате поддршка. Кликнете лайк, со тоа ја ширите емисијата да се продуцира. Секако доколку ви се допаѓа. Во интерес на вистината. Бидете ми живи здрави, се гледаме во следна емисија. Скок продукција оди понатаму.